Nxënësit e vendit ton ka një uri themelore për konceptet financiare, por nuk ka një uri të mjaftueshme për t'i aplikuar ato, tregoi Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, duke shtuar më tej se sipas OECD, rreth 56% e popullsisë së vendit është financiarisht e edukuar, nivel ky pa kënaqshëm. Затоа Министерството првенствено со Бирото за развој на образование, но и со Народната банка, и Министерството за финансии, и УЈП, и Асоциацијата на банки во Македонија и други институции развива програми за најмладите од рани години да научат како да управуваат со сопствените средства или средствата кои што им се на располагање, да научат да штедат, да научат да вложуваат, да научат да проценуваат ризици, да научат на кој начин да управуваат, менаџираат со сопствените средства. Drejtoresha e Byros për Zhvillimin e Arsimit Milka Trimçevska tha se qëllimi i këtyre programeve është që gjatë procesit arsimor nxënësit të fitojnë njohuri dhe aftësi për menaxhimin financiar, duke krijuar kështu individ që në të ardhmen do të marrin vendime financiare të përgjithshme dhe të informuara. Бирото за развој на образование како нотирана институција во рамките на низините надлежности работи и ја спроведува програмата за заштита на потрошувачите и во соработка со релевантни институции го подобрува нивото, односно работи на усовршување на можностите во текот на образовниот процес, учениците да се стекнуваат со знаења и вештини за финансиска писменост. Njohurit financiare ekziston si lëndë zgjedhore e klasave prej klasës së 4 deri te 9.